Дами и господа, наши срекни семејства, добро вечер. Започнуваме уште едно издание на Срекно семејство. 13-то поред. За некој природен број следствен по 12 или пред 14, а за оние суеверните несрекен број. Како и да е, за нас 13-тото коло на Срекно семејство по многу нешта ќе биде посебно. Вечерва наши надпреварувачи се семејства на јавни личности, од театарската уметност, музиката и од спортот. Ке се тркаат за една од загарантираните суми во име на 3 хуманитарни организации. Оно што на самиот почеток сакам да ви го соопштам е дека од ова 13-то коло и во иднина ке се дружиме секој понеделник во месецот. Двата од понеделниците ќе бидат резервирани за ревилјаваниот карактер на овој квиз во кој ќе доделуваме финансиска помош на хуманитарните организации на кои таа им е потребна, а два понеделници во месецот ќе бидат наменети за редовните плаќачи на сметките на потрошената електрична енергија. Благодарение на ЕВН Македонија и нејзините општествено одговорни практики, во ова коло финансиска помош ќе добијат Центарот за помош на лица со ментален хендикеп Порака од Неготино, Сдруженијето за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица Храна за сите, Банка за храна на Република Македонија и Сдруженијето на граѓани за заштита на жртви од семејно насилство Кризен центар Надеж од Скопје. Каде ќе завршат 1000, каде ќе завршат 500, а каде 300 евра, зависи исклучиво од каква игра ќе покажат нашите вечерашни срекни семејства составени од јавни личности. Пред да ви ги представам, ќе им се заблагодарам на стручната комисија за учеството и за тоа што се со нас овдека во овие изминати 13 кола. Господа, добро вечери за вас. Правилата се исти, иако имаме вечерва јавни личности. А правилата се редовно да се подмируваат сметките за потрошената електрична енергија како би биле дел од срекно семејство. Со ред и да ве запознам со кого вечерва играме. На позиција број 1, семејството Филиповски, нашите род-близнаци Мартин и Стефан од Next Time и нивната братучетка Гвендолина. На позиција број 2, семејството Лаковски, актерката од Драмскиот театар Катерина Шехтанска-Лаковски, незиниот сопруг Бојан и децата Филип и Клеоника. Добро вечери за вас. И на позиција број 3, најдобрите каратисти во традиционално карате Дејан и Алјоша. И тука е внукот Матеј и неговата мајка, исто така каратист Јадренка. Добро вечер, господа, и за вас. Добри сте? Да, Боби. Ајде до тогаш да се запознаеме со ред, ке дојдеме на ред да не запознаеш со твоето семејство Катерина. На позиција број 1, семејството Филиповски, Мартин, Стефан и Гвендолина. Како сте, добри? Супер сме. Редовно ги подмирувате сметките за потрошената електрична енергија? Не знам. Тоа вашите родители предпоставам го прават, затоа се најдовте тука. Тогаш спремни ли сте вечерва да помогнете? Играте за Банка за храна на Република Македонија. Да, ние сме со банките. Океј. Ви посакувам многу среќа. Гвендолина, добри се вакви се секој пат расположени за пред камера, како братучени. Супер, таа што ќе ги има најсрекна ќе биде. Верувам дека ќе биде така и ќе ве чекаме тогаш со таа во срекно семејство овдека. На позиција број 2, семејството Лаковски, Катерина Шехтанска. Боби, твојот сопруг, ќе не запознаеш со твоето семејство. Која ни е оваа љутка? Ајде. Клеоника. И Филип. 5 години Клеоника. 5,5, 6 ќе прави во јануар. И Филип има 9,5. Како сте вие, што има ново во Драмскиот театар, репертарот е тука? Репертуарот, да. Моментално имам 2 представи на атакувниот репертуар на Драмски театар и едно гостување во театар комедија, се спремаат нови представи, синхронизации, филмови. Да. Вечера сме овде во срекно семејство, ќе се дружиме, ќе играме. Запознаени сте со игрите, едноставни се. Јас сум тука да ви помогнам за се што треба. Боби, спремни? Спремни, да. Одлично. И на позиција број 3, семејството Недови. Добро вечери за вас и официјално. Добро вечер. Матеј, спремен ли си да им покажеш на твоите чичковци како се игра во игриве? Најспремен. Најспремен. Вујковци. Вујковци, извинете, да. Вујковци, спремен. Што има ке вас Недовинова? Будо центарот работи, да. клубот работнички функционира безпрекорно. Да. Година одбележавте 40 или 45 години? 45 години од формирање на првиот карате клуб во Македонија, тоа е карате клубот работнички. Така да направивме оваа прослава. Како и години наназад, така и оваа ни е доста активна и на меѓународен и домашен план. Така да моментално се подготвуваме за светско првенство кое што не очекува кон крајот на ноември во Каиро, Египет.
се вежба со пуна пара и се надевам дека ќе постигнеме високи резултати. Ви посакуваме среќа, стегаме палци за сите вас вечерва да се покажете во добро издание. На хуманитарните организации им се потребни 1000 евра, пробајте да ги освоите. Започнуваме со играти официјално за многу кратко. Топка на среќа е првата игра каде нашите надпреварувачи ќе си ја пробаат својата среќа. Стефан од Next Time е на својата позиција, спремен да игра топка на среќа. Колку имаш па ти среќа во животот? Во игри, бе. Не знам, мислам дека имам среќа. Да. Во музиката имам, сега во животот веројатно се споени работите. Кога сме кај музиката, ќе ти искористам накратко да те прашам. Последно и актуелно од вас е преработка на една македонска народна песна во рок фазон? Не, во рок, во некој поп филмски народен фазон. Се уште не искочена таа песна, ќе искочи можеби конкретно на ноември. Така. Да сме здрави и живи. Ете, ексклузивно право ова имавме во срекно семејство да најавиме, претпоставувам, а јас заради точните одговори ти давам 3 шанси да ги бутнеш овие коцки. Дај ми 4. 3 важат и за останатите. Ако има потреба од четврто, а мислам дека нема да има потребно, силно момче си. По трицепсот да не ме гледаш. Ајде, не. Може? Може. Силно. Ајде, добар си, Ја Стефан. бабо фрлам. Имаш уште 2 обида, но мислам дека нема да ти бидат потребни, Стефан, да видиме колку поени ги собираме поените кои што се на горната тема од коцката. 11, 12, 16, 19, 20. Лока Мајли Сайрус. Да, може на крајот некаде од квизот како Мајли Сайрус ќе го видиме Стефана, може би пак и Мартин, но пред тоа семејството Лаковски се во игра за топка на среќа. Темпераментната Клеоника едва е чека да се обиде во топка на среќа. Мама Катерина ќе даде помош, претпоставувам. Да, мора. 3 обиди имаш, Клеоника, земи залет, а од вас чекаме еден аплауз. Ова ни е најмладиот досега играч во оваа игра. Ајде, имаме уште обиди. Добро, стои се. Секоја чест. Чекай, ајде. Ајде да видиме. Клеоника уште еднаш да се обидеме силно. Бутнеме и ова, имаме право и ова. И дали стручната комисија ќе ни дозволи уште едно право, бидејќи Клеоника е најмалиот учесник во оваа игра. Така. Федор кажавте. Според правилата ги броиме коцките кои што се доле, но не и последната. Не успеавме да направиме јамп со сите шестки, како што имавте сугестија од вашиот сопруг. Што е тука, имаме уште многу да играм. Добро. Одлична беше Клеоника. 11 поени за семејството Лаковски, наред се Недоли. Постапките на Клеонтина и Матеј во обид да игра играта топка на среќа. Јадранка, мама Јадранка ќе му прави друштво. Ќе ти помогне, Матеј, спремен ли си? Имаш 3 обиди. Ајде. Почнуваме сега, а еден силен удар ни е потребен. Ете заеднички со мама Јадранка, браво! И имаме статус-кво ситуација во која само со еден удар кој не успеавме да ги стигнеме коцките. Кратко е велат јажет, но поените се доволни гледам. 11 поени, што значи дека имаме иста бодовна ситуација со семејството Лаковски. Во тој случај, ја користиме срекната коцка како би одредиле кој од семејствата ќе замине со 3, односно со 1, простете, а кој со 2 поени. Од семејството Лаковски, еден бараме од вас да фрли срекна коцка, нормално и вас, Недеви, кон стручната комисија да одредиме кој ќе замине од оваа игра со 2, а кој ќе замине со 1, бидејќи имате иста бодовна ситуација. Ајде. Филип, повели. Треба да најдеме поголема бројка. Ајде кон стручна комисија. Ајде, Јадранка има 2, Филип има 2. Ја поновуваме играта, браво! Ова ми се свиѓа кога имаме неизвестност, повели Филип. Дај му на Матеј игра. Ајде, Мате, ти провеси ја среќата. Ако мама Јадранка нема, ти ке имаш. Ете, силно. Да, има 2. Ајде. 4 за 1 поен. Семејството Лаковски ги одгледа 2 поени во првата игра и ја гледаме бодовната ситуација по играта топка на среќа. Семејството Филиповски 3 поени, Лаковски 2 поени и Недеви 1 поен. Одиме понатаму.
Веќе чинам дека семејствата ќе си ги одберат тимовите за следната игра во која играме кошарка на слепо. Семејството Филиповски сериозно ја свати играва. Спремни и подготвени да играат на слепо. Гвендолина, гледаш ли нешто? Ништо. Може да предпоставиш каде е твојот братуче тука? Го слушаш, ете го. Спремен си да видиш кош? Ако ја сигнеш подолу корпава, може да видиш и таму кош. Може. Ајде, имаме 1 минута време. Различни поени ни носат топките, црвените најмногу, 3, сините по 1 поен, 2 жолтите. Гвендолина, спремна ли си? Спремна. Ако не гледаш, почнуваме сега, имаш 1 минута време. Ајде, еден аплауз молам за старт на втората игра. Одиме, секундите веќе течат. Ајде, одлично ти оди. Мене ми оди, не. Аха, прави место ако мислиш дека ти оди, затоа што веќе 2 поени пропушти. Хајде, Одиме. идеме, ајде. Можеш и некоја песна да не запееш дека игра? Тоа со другиот. Аха, со другиот. Во ред. 35 секунди. Полека се полни корпата. Направи место слободно, веќе ќе можеш и да не ги собираш. Добра си, Гвендолина. Одлично ти иде кошарка. Тренирав 7 години. Си нема тренирала веќе 7 години. Нема веќе. простор. Прави простор, прави простор. Нема Ајде. простор, нема. Тоа е играта, да се направи простор. Што повеќе? Ајде, каде е Стефан? Дај тука видам. Не лево. Не десно, лево, не горе, доле. 10 секунди. Ајде. Се изгубив, готово. Побрзо. Ајде, не се изгуби, добро ти оди. Малку полошо на... Добре, 5 секунди го слушаме. Сигналот, ајде, можеш уште некоја топка. Истече времето, но мислам дека ја фрли пред истекот на секундата. И оваа ќе да. Одлично, одлично, одлично. Како вели Гвендолина до нас. И текна? Да. А не знаев дека треба да ги бутам. Можеш и со раце, ако имаш 6 да ги држиш. Одлично, одлично. Сега сте добри. Многу поени ќе освоиме да видиме само колку ги пресметуваме, нели? Црвените, и жолтите, и сините, и вкупно за семејството Филиповски имаме 35 поени. Рано е да се каже дали е добро, но верувам дека ќе биде како во првата игра. Следни се Лаковски во играта на слепо. Тато Боби и Филип све на своите позиции. Колку што ми кажа, Филип, малце ќе те задезонтирам, играш или тренираш кошарка. Во кој клуб? Во МЗТ, браво. А тато да не навива за работнички? Не, и тој ли е за МЗТ? Ајде да видиме колку се добри МЗТ, имаме 1 минута игра. Филип, спремен си? Да. Ајде, почнуваме сега. Минутите, односно едната минута почна да тече. И Бога ми се гледа дека играш за МЗТ. Добро ти одат овие шутеви слободни. Браво! Со каква лесноти ја шутира. Браво! Правиме простор. Боби направи просторете и Катерина те предупредува, треба да се соберат многу поени заради тоа што гледам дека одлично му оди на Филип. Супер. Се гледа Филип дека тренираш. Колку време тренираш? 4 години. А, да не го деконцентрирам. Добро, после, готово. Го оставаме Филип, нема да го деконцентрираме 30 секунди, одлично му оди. А Бога ми, Боби вас, после му такмица и пехар ќе доделиме во секој случај. 20 секунди, ниедна топка ќе ви урочев не отиде надвор. Правете што повеќе место, 13, Филип вели тато да почекаш. Ајде. Но 8 секунди нема време за чекање. Ајде. Одлично ти оди Филип, малку подесно. 3 секунди. Ајде да видиме после ова, да, точно Мартин, после ова мора да видиш репрезентација. Одличен беше. Одличен. Браво за Филип. Да видиме колку вкупно поени собрав. Дали повеќе од семејството Филиповски? Чинам дека да. Па сега да, кошаркаре во секој случај. Одлични 39 поени за Филип и Боби. Браво, браво! Така. А следни се семејството Недеви. 1 минута имаат и семејството Недеви. Матеј и Дејан се на своите позиции. Матеј, спремен си да замениш малку каратето со кошарка? Ајде, знам дека ќе бидеш одличен. Застани тука, може да те свртам во круг еднаш как... Ајде, да пробаме да видиме дали ќе те збуна малку. Те збунив? Да. Одлично. Ајде да видиме. 1 минута имаш време, почна да тече сега. Нестрпливо, уште пред почетокот на... Повисоко. Ајде. Дејан само застани на белата точка, внимавај да не се...
помрднеш од неа, така. одлично ти иде, Мати. Одлично ти иде. Остани на својата позиција, одлично ти иде. Браво, ова е за црн појас, бога ми. Точно, имаме кошаркари, имаме каратисти. Матеј, повисоко. Повисоко, вика. Повисоко, парабола. Ете така. Ајде, јас ти помагам овде. Инако да споменам дека Филип има второ оделение во основното училиште Владо Тасевски, наш иден каратист, а бога ми и добар кошаркар. Одлично ти оди. Ајде, некоја црвена, Матеј. Успеди низ очилата да погледнеш. 8 секунди. Високо. Матеј, високо. Матеј. Ајде, етеа црвената, Матеј, браво. 3 секунди, 2, 1. Истече времето. Матеј, вади ги очилата, дојди да преброиме колку поени освои. Дозволи, Дејан. Дојди, Матеј. Бога ми растори. Матеј, ајде да видиме. Колку поени однесовте? 37 поени, на вистина растори. Ајде да видиме колку поени се освоја од оваа игра. Филиповски 35, Лаковски 39 и Недеви 37 поени. По 2 поени разлика, но кој ги однесе во генералната подобна ситуација поените. Лаковски 5, Недеви 3 и Филиповски 4 поени. Играме третата игра во која штедиме електрична енергија. Концентрирано влегуваме во третата игра во која штедиме електрична енергија. Мартин, на својата позиција? Да, Мартин. Колку си добар во штедењето на електрична енергија? Ке видиш? Да ти кажам. Воопшто не штедиш? На струја не се штеди. Не се штеди. све ќе Ке се треба штеди. да пробаш рационално да ја користиш, верувам ми. Ке свириш акустична наместо електрична гитара, но што за тоа? Потоа имаме 1 минута време да изгасиме 9 светилки. Твојата претучитка ти прави друштво, ти е поддршка. Тука сега. Спремни сме. Ајде, времето почне да тече сега. Одиме да видиме колку е лесно, колку добро ќе се покажеш. Прекинувачот треба да го погодиш малце попрецизно долу. Да. Ајде, побрзо, 40 секунди. Посе изгледа дека ќе испадне дека слабо штеди електрична енергија. Вендолина, ако сакаш можеш да му помогнеш, ако видиш дека не иде. Отстрани го. Да. Само еднаш, доволно му помогна. Доволно. Една светилка, 30 секунди, имаме уште до крајот. Доволно е, Гвендолина. Оп, ете една заврши во главата на водителот. Треба да се тргнеме понастрана по се изгледа. Многу јако, малаш. Браво, 18 секунди една. Да не успеавте да запалите една. Да, лошо ти иде, Мартин, искрено тоа ми се свиѓа. Лошо ти иде во штедењето на електрична енергија. Треба еден курс. Можеш најсилно што можеш. Ајде, 5 секунди до крајот. Истата светилка која што пред малку ја исклучи сега ја запали. Ете вели тешка игра е ова, еден само. Една изгасната светилка за семејството Филиповски. Се откажува. Нема да се откажете, имаме уште, не знаеме што и другите ќе направат, наред се семејството Лаковски. Дали се достижни овие еден поен на семејството Филиповски или кој ги освои Мартин, за кратко ќе дознаеме од играта на Филип. Ти се чини дека е едноставно да ги изгасиш светилкиве? Едноставно. Ајде, те молам, победи го Мартин, он успеа само една, покаже се ти во штедењето на електрична енергија. Имаме 1 минута време исто. Стартуваме? Да. Ајде. Ајде да наплаву за Филип, за семејството Лаковски. Тато Боби ќе му прави друштво, ќе побиде ете и тој. Иако нели во оваа игра играме 1 по 1, но кога станува збор за помош некому, тогаш се е дозволено. Добро ви оди. 2 дури изгаснати. Мартин, отиде твојата светилка. Да, го скршивте мразот, но посе изгледа, барем од играта која покажа Филип, пропаднавте во него. Трета веќе светилка за семејството Лаковски. Галопира кон финале. Галопира, точно. Ајде, Филип. 20 Овиот кој ќе секунди, погодиш да браво. преди на друго. Кате, ако не, замени го, Боби. Повели на оваа позиција, замени го. Имаме уште 10 секунди, 4 светилки, Абе, не а си не играте, една дечки. запалица. Само 3 се. Изгледа се измешавме во тоа кој прекинувач го гаси. 2 секунди и тука завршуваме. 3 изгаснати светилки, сепак е добро.
Браво за семејството Лаковски, колку ќе освои Недеви дознаваме за многу кратко. Прогнозите во студиово се дека Недеви во штедењето на електрична енергија ќе растурат. Сигурни сме, Алјоша, Мате, во тоа? Барем по топкиве кои што ги држи, гледам дека се сигурни. Дома се трудиме максимално да заштедиме, сега ќе видиме овде како ќе биде. Верувам дека ќе биде добро, ви посакувам среќа, че Мате има 3 топки и ќе му ги подава на Вујко. Алјоша, така? Спремни сме да играме, Алјоша? Спремни. 1 минута и за вас. Ајде. Благодариме. Ајде, Алјоша. Да видиме дали карате потезите и прецизноста во тој спорт ќе се исплати и во играта. Мате, фрлај ти, бе, Мате. Штедење на енергија. Малку велат, посилно. Ајде, Мате, браво. Ајде, Мате. Ма една само. Добро е. Само не надминува еден чекор понапред. Да не ни Поназад, попречи Мате, спортската поназад. комисија. Ајде. Од таму. Уште една. Ајде. Ајде, добро е. Ајде, горе. Ајде да видиме. Горнат. Горе, доле, десно, лево и втора топка во мојата глава наместо во прекинувачот. Нема да ви заштедам јас електрична енергија. Прекинувачите ги бараме. За сега само 2. 2 изгаснати, односно светилки. Браво. Еј, третата. Пази сега да не упалиш. Ах, за малку кратко траеше 9 секунди, Матеј. Ајде, уште една ни фали. Ајде, Луша. Инаку ќе фрламе срекна коцка, 3 секунди до крајот. Една истече времето. Третата по истекот на секундите. Веќе идем дека изгаснати светилки за семејството Недеви. Одлично, повелете на вашата позиција, одличен беше и Матеј. И ајде да видиме генералната бодовна ситуација по трите одиграни игри. Семејството Филиповски 5 поени, семејството Лаковски 8 поени, тие одат во финале, и семејството Недеви 5 поени. И во оваа ситуација среќната коцка ќе одлучи кој од Филиповски и Недеви ќе заминат во финале и ќе играат заедно со семејството Лаковски. Бидејќи имаме исти број на поени, повторно ќе одлучи среќната коцка. Ајде барам од семејството Недеви, семејството Филиповски по една срекна коцка да видиме дали ќе ви донесе среќа за да одиме во финале. Ајде да. Коцка кон стручната. Ајде, Мате, повели ти. Еден од вас заминува во финалната игра, а еден со 300 евра, кои ќе бидат доделени во хуманитарната организација која застапувате. Уште една шеска. Ајде да видиме. Може. Која беше петка, тројка. Семејството Недеви го освојува третото место во 13-тото коло на срекно семејство. Освојува 300 евра кои ќе завршат во хуманитарната организација Порака Неготина. А сега доаѓа моментот кога ќе ги извлечеме нашите редовни надпреварувачи кои пак редовно ги подмеруваат своите сметки за електрична енергија. Ќе ги очекуваме идниот понеделник на вашата омилена фреквенција. Ни доаѓаат од Делчево, семејство ќе имаме од Гостивар и од Велес. Дополнителни 6 броја, односно 6 кориснички семејства на електрична енергија, кои доколку едното од овие прво 3 набројани не успе да дојде, ќе ги заменат во квизот Срекно семејство. Внимавајте на серискиот број на вашата сметка за потрошена електрична енергија, но не очајувајте од корисничкиот енергоцентар ќе ве искомуницираат. Еден аплауз за следните играчи. А за кратко, семејството Лаковски и Филиповски ги гледаме во финале. За помалку од 3 минути дознаваме кој ќе замине со 1000, а кој ќе замине со 500 евра, односно каде ќе завршат и во која хуманитарна организација. Добра игра покажа семејството Филиповски и семејството Лаковски, затоа се во финалето. Спремни сте да играте ова игра? Еден молам спортски поздрав со Стефан. Филип, одиме да играме. Филип, ти шутираш прв, времето почнува да тече сега. Одиме, еден аплауз за поддршка. Филип ја отвара играта, Стефан го прати. Еден по еден само ќе ве замолам да не добиеме забуна. Ајде, Филип, одиме со твојот шут, па на Стефан.
Внимавај некако, Стефан, добро, Модино, браво, Филип, за тоа што успеа да го покриеш. Одиме, Стефан. Добро. Ајде. Ајде да видиме, никаква поддршка семејство Филиповски, па Стефан, видете како добро му оди. Одиме повторно. 1-1 само. Ајде. Ја бараме четвртата топка или не? Не ја бараме четвртата топка. Дали сме тука некаде полека, ќе ме збуните, нема да знаеме ни кој осме од 4, ама претпоставам дека со аплауз и овации ќе ги поздравиме сите, добро е. Се уште не гледам некаде шанса дека некоја може варијанта да се направи. Добро, неводителот, точно неводителот. Ајде да видиме, Филип. 4 ни се да семејството Лаковски, да, ми дадоа од нашето будно око кое не следи. Ја запираме тука играта. Очекуваме аплауз зашто семејството Лаковски освои 4 топки вертикално. Толку добро изигравте и освоивте 1000 евра кои ќе бидат. Не, треба да споиш 4 топки. Заминувате со 500 евро, освоено второ место во срекно семејство. А семејството Лаковски, одличниот Филип, кој се покажа во Коршавка и Клеоника, заминуваат со 1000 евра. Возбудлива беше играва до самиот крај, на вистина многу топки, најмногу можам да кажам до сега во срекно семејство убацени во овој предмет. За кратко ги доделуваме ваучерите на хуманитарните организации за кои игра вечерва срекните семејства на познати личности. Дојдовме и до најслаткиот момент во срекно семејство, односно до моментот кога им ги врачуваме освоените парични награди на вечерашните надпреварувачи. Но како што споменавме на самиот почеток, овие средства кои вечерва тие ги освоја завршуваат во хуманитарни цели. За таа цел го поканувам Атанас Ковачевски, представникот од ЕВН Македонија, како и досега. Добро вечер, Атанас. Добро вечер. Ревијално издание, 13-то поред. Овој пат нема да имаме некакви посебни препораки. Нема Ке да ги има оставиме препораки. Ти на почетокот кажа дека оваа емисија е посебна по многу нешта. Она најважното е дека оваа емисија е почеток на еден нов циклус. Значи, ако во минатите месеци може да не гледаат гледачите само 2 пати во месецот, овој пат 4 пати ќе не гледаат. 2 ќе бидат хуманитарни емисии, 2 со корисници кои редовно ги плаќаат сметките. Апелот е да се плаќаат редовно сметките. Одлучивме да продолжиме затоа што предизвика оваа наградна игра голем интерес и кај нашите корисници, а и рейтингот на емисијата покажува дека е многу гледана, па затоа одлучивме да направиме плюс 2 емисии и апелот е да се плаќаат сметките. Со плаќањето редовно на сметките се потенцијални учесници на оваа наградна игра. Ти благодарам, Атанас, еден аплауз. И ајде со ред. Јас нема да ги доделам наградите, наградите ќе ги доделат оние кои се надпреваруваа вечерва во хуманитарни. Значи цели, најмладиот дека... и најборбениот би го повикал веднаш да ја додели и Так. првата Ајде, награда. Мате. Филип, ајде. А Мате. И Вујко Дејан, 300 евра кои ќе завршат во Центарот за помош на лица со ментален хендикеп, порака од Неготино. Представникот од ова здружение го очекувам да го прими ваучерот. Дојдете повака. Ете ги. 300 евра завршија ке вас. Добра игра покажаа Недеви. Мораме да кажеме каде ќе бидат искористени овие средства. Па ние како невладина организација за лица со хендикеп во која што функционираат 17 семејства со лица со интелектуална попречност кои што се деинституционализирани од специјалните институции во Република Македонија, би ги намениле за електрични апарати, за покуќнина. Па така на семејството Недеви, на Евана и на целата продукција им благодариме бидејќи со оваа емисија Среќно семејство усреќија едно семејство со лица со хендикеп. Супер, браво за семејството Недеви. Да направи малку настрана место за семејството Филиповски. Освоја второ место и 500 евра. А тие ќе завршат во Здруженијето за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица Храна
за сите банка за храна на Македонија од Скопје. И представникот од оваа организација, честитки за освоените 30.750 денари. Добра игра покажа, предпоставувам, нели? Навивавме, не, тоа е сепак игра, ви благодарам на вас, на Евана, на продукцијата, пред се на нашиот тим Next Time, кој што навивавме ревносно, меѓутоа и на другите тимови, бидејќи сепак ова наградна игра е за во хуманитарни цели. И голема благодарност. Овие средства ќе завршат секако набавајќи храна за одредени семејства и мала поддршка и помош на нашите пријатели од порака Неготино, бидејќи долги години се работуваме со нив, така да дел од средствата ќе им помогнеме да набават и втората машина за перење. Секоја чест! И на прво место семејството Лаковски, но Катерина Шехтанска. 1000 евра, 61.000 денари завршуваат во Сдруженијето на граѓани за заштита на жртви од семејно насилство, кризен центар Надеж од Скопје, и представникот го имаме и оттаму. Повелете вашиот ваучер, очекувавте ли дека 61.000 денари ќе завршат во ваши раце? Не, искрено не очекувавме, меѓутоа сме пријатно изненадени, да се заблагодарам на семејството, како и на Ива на Македонија за донираната сума. Се заблагодарувам во име на целиот тим на Кризен центар Надеж и решивме овие средства да ги донираме за да обезбедиме храна, хигиенски производи и медикаменти за жените жртви на семено насилство и нивните деца кои што ги згрижуваме кај нас во центарот, како и за да ја одржиме националната SOS линија 15315, на која што во просек годишно се јавуваат околу 1000 случаеви за пријава на семено насилство. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам за играта, а вам, почитувани гледачи, не за 2 недели, ве очекувам за една недела, понеделник на вашата омилена фреквенција. До гледање!